Колеги советници, интересно е тоа што на денешнава седница имаме предлог точка на дневен ред, одлука за определување услови и начин на давање под закуп на недвижен имот на некоја си парцела во Прилеп. Жителите на општина Прилеп не знаат за која парцела се работи за деловен простор во градскиот стадион Гоце Делчев. Интересна работа е што под радарот на јавноста се сака да се протурка една одлука за издавање под закуп на деловен простор од 124 метри квадратни, наспроти целокупниот деловен простор, вклучително и стадионот, фудбалското игралиште на нашиот стадион. Интересно е тоа што токму овај од сите 15 парцели, односно деловни објекти кои се запишани во имотниот лист, токму овај од 124 метри квадратни се одлучила општина Прилеп, односно градоначалникот, да се издава под закуп. Кој тоа пројавил интерес само за овај деловен простор, си знае само очигледно градоначалникот, но имам едно укажување, еве и поставувам прашање до Одделението за урбанизам да ни појасни овај простор од 124 метри квадратни, конкретно каде се наоѓа во целокупниот деловен простор со кој што располага општина Прилеп, а е дел од стадионот Гоце Делчев. Оваа денешна одлука е тесно поврзана со функционирањето на фудбалскиот клуб Победа, кој таму функционира. Во сите современи општества, во сите градови, локалните стопанственици, успешни стопанственици обично ги водат и најдобрите спортски клубови. Ние во градов во изминативе 2 децении, освен што ги рекетираме овие наши познати брендови во цела држава како што е Прилепска пивара, Витаминка и ред други, освен што ги рекетираме за потребите на фудбалскиот клуб Победа, не сме им оставиле простор да го негуваат она општо познато правило дека во светот фудбалските клубови функционираат по принципот на тоа кој ги води, односно успешни. Началникот да размисли за издавање на целиот деловен простор во собственост на општина Прилеп, а и дел од стадионот Гоце Делчев, и да му се понуди, впрочем по закон за локална самоуправа, градоначалникот е должен да го стимулира спортот во градот, да ги повика и да ги седне нашите познати, препознатливи брендови и стопанствениците кои ги водат овие успешни фирми, да им ја понуди можноста преку јавно наддавање да го земат под закуп целиот простор на стадионот, а рака под рака да си ја земат и обврската за водење на фудбалскиот клуб Победа, со цел да знаеме еднаш за секогаш што се случува со оваа фудбалска легенда кај нас. Ние освен доделување посхумно на третоноемвриски награди на познати играчи од Победа, до денес ништо не правиме, впрочем тоа беше показател и доделувањето на овогодинешните третоноемвриски награди за 2025 година, мислам. Вистина, треба посериозно да се размисли, оваа одлука е тесно поврзана и со најважниот спорт во светот, фудбалот.